ова што викате објект е култно место на град Скопје и на парк Езерце. Зошто не се, ако е веќе детско катче, зошто не се направи игротека, ако немало документи, зошто не го зема од своје град од Скопје, пошто тој објект е многу стар, него едноставно се сруши. Таму составен објект кој што е незаконски. Тој објект е законски за тоа што тој објект е изграден пред повеќе од 60 години. За тој објект нема никаква документација. Тоа што вие мислите дека добра замисла игротека да се направи, јас сметам дека не. Јас сметам дека градски парк треба да е отворен простор. Не да се направи игротека, не да се направи, не знам, кафуна или било што. Збориме за култно место, збориме за место што е обележено на паркот. Значи, јас не можам нешто да превземам ако е нелегално. Ја ќе видам тој човек кој што ќе амнестира нелегални објекти. Јас не можам да си дозволам таков луксус, затоа што народот од Скопје мене не ми дал. Е да легализирате. Дали имате документи за камениот мост и за кал? Што дали имаме? Документи за камениот мост и за кал. Имаме. Нема документи. Тоа видете се. Дури ни во архивот нема документи. Чувака се. Зборам за обележје, не зборам за шпекулации. Збориме за обележје кои што се обележје на градот. Ајде се да те информирам. Езерце е обележје на градот. Добро. И не гледам... Сочувствувам со вашите спомени од минатото, но... Не се спомени од минатото. Но, еве сега ќе бидам прецизен. Мојот концепт е таков. Добро. И за тоа ми даде граѓаните подршка. Дали ти одговара некој за тоа што ги довел јавните предпријатија во загубарска состојба? Значи, од, како што кажа, водоводот од најјака фирма, најголем загубар. Тоа е второто прашање. И третото прашање, во што е проблемот со автобусите, што еве и вчера на седмицата кажете дека во март месец нема да бидат набавени. За автобусите, уште еднаш сакам да бидам јасен. Значи, наместо 80 автобуси кои што владата кажа во предизборието, јас сето тоа во име на владата и го ветив пред граѓаните, ќе бидат набавени 100 автобуси. Помината одлука на влада и верувам дека за брзо ќе започне испораката. Нема да биде во март, најголемиот дел од испораката ќе биде до крајот на година. Дали во март воопшто ќе има испорака? Јас за тоа ќе треба да се обратите до влада. Оваа година, еве да бидам попрецизен, гледам дека барате начин да кажете дека во март не сме успеале со автобуси. Оваа година ние ќе испорачаме најголем дел од автобусите кои што треба да стигнат, а се бројка наместо 80, 100 автобуси и плюс 30 преку проектот кој што е БРТ изграден. Значи, БРТ-то е башка, автобусите се башка. Вие тврдевте, рековте, одговорно тврдам дека во март месец ќе почне... Ете пропаднала поставка. И што прави? Што е целта ваша? Еве ќе стигнат до крајот на годината. Тоа е потврдено за одговорност. Данела колку набави за 4 години? Небитна работа. Многу битна работа. Ниеден автобус не набави. Како и досега за сите прашања знаете дека сум отворен, транспарентен, можеби ќе се случи некогаш ете дел од службите се тука присутни и да задоцна се одговорите, но за мене не постои прашање на кое што не треба да се даде одговор, односно прашање кое што нема одговор. Какво е прашањето, вклучувајќи ги и прашањето со констатации на вашиот колега Борислав денеска, заслужуваат одговор и секој што бидат одговорени од моја страна. Се извинувам, градоначалник, само уште дали ти одговараат овие што ги уништа јавните предпријатија? Апсолутно се извинувам, тоа го споменав и во пресот. Има институции, ние на располагање ставивме целата документација и на градот на јавните предпријатија. И верувам во разврска за многу скоро. Овој народ треба да види правда.